Здраво и добре дојдете на новата епизода на мојот подкаст, која што е број 90. За мене ова е огромна бројка и за вас кои што редовно ме слушате, ме следите и го следите овој подкаст, верувам дека имате баш богата содржина што да слушнете. И можеби оваа година нема баш секој петок да вадам нова епизода, но ќе се потрудам да бидам што е можно поредовна, а доколку ви недостига нова епизода, затоа што знаете да ми пишете со душа дека го чекате петок, сакам да ве поттикнам да ги слушате и старите епизоди, затоа што можеби ги немате сите ислушани, но најчесто на повеќето прашања кои што ми ги поставувате на Инстаграм, токму одговорот се крие во овој подкаст, односно во овие епизоди. Секогаш се инспирирам од вас, од вашите прашања, меѓутоа многу повеќе се инспирирам нормално и од мојот живот, од текот на настаните, од она кое што секојдневно го минувам, што лично, приватно, што со клиентите, што во групите, групните програми, сите оние средби, Zoom средби кои што ги имам со клиентките, многу ми носат инспирација и ми носат многу голема промена. И ако за нешто многу ја сакам мојата работа, тоа е што секојдневно сум предизвикана и јас самата на раст, на развој, на промена, на имплементирање на сето оно кое што го зборувам, го учам, едноставно го живеам. И токму таа интегрираност е нешто кое што најмногу ме радува и честопати гледам кај другите дека знаат да зборуваат за теми и пред да ги имплементираат, но некако искуството ме научи дека барем јас прво сакам да навистина почнам да го живеам, да го интегрирам многу добро оно кое што го живеам пред да го споделам со другите. Многу размислував што да биде број 90 епизода, многу бев возбудена. Седнав, запишував и можеби ова е едно од ретките моменти кога навистина не ја снимам туку така, само колку да ја снимам или да биде број, туку сакав прво да го прославам ова и да навистина самата на себе си дадам едно браво за сите овие денови, часови кога седнувам да снимам, да најдам време да дадам дел од себе за другите, за сите вас кои што го слушате овој подкаст. И навистина сега седнав и одлучив да биде нешто што знам дека мене ми донело многу голема дозвола, многу голема промена. И затоа ова нема да е епизода за инспирација, туку за една вистина. За, ајде би рекла, една неудобна вистина, што многу често ја игнорираме, додека се трудиме да бидеме добри, свесни, емпатични, да се прилагодиме, да бидеме тука за другите. И јас како ментор секогаш учам дека мора да бидеме тука за другите и да внимаваме, да не отидеме во некоја крајност на индивидуализам, да се исклучиме од другите, да премногу го јакнеме оној нарцизам кој што често знае да не е толку добар, но исто така знам дека кај многумина токму таа прилагоденост, односно таа емпатичност, таа добрина, таа свесност оди токму во другата граница. И тоа дефинитивно било нешто кое што сум го живеела и мислам дека и се уште го живеам во одредени полиња, но полека го имплементирам онаму каде што можам и онаму каде што животот ме предизвикува во одреден период. Во оваа подкаст епизода сакам да споделам 3 лекции кои што овие 6 месеци изминати ме изградија повеќе од било која книга, повеќе од било кој курс, од било која теорија, затоа што беа реални, ги живеев. И ако и ти си на точка во животот каде што се чувствуваш истрошено, а не можеш точно да објасниш од што, веројатно не ти треба некаков нов метод, туку баш ти треба расчиснување, ти треба една јаснотија, една јасност и овие 3 лекции од срце и од душа ти ги подарувам тебе. Ќе почнем со првата лекција, која што мислам дека и најголем бум и можеби најголема промена ми донесе, а тоа е да не се трошиш себе си, обидувајќи се да добиеш љубов од луѓе кои што не знаат како да ти ја дадат тебе. Тука сакам да ставам еден дисклеймер, односно да поставам едно предупредување дека не станува збор дека тие луѓе не знаат да љубат, туку дека не знаат да те љубат тебе онака како што тебе ти е потребно. Кога ние се фокусираме на тоа што не го добиваме од тие што ги сакаме или тие околу нас, почнуваме несвесно да влегуваме во еден циклус на докажување. Сакаме да покажеме колку вредиме, колку даваме, колку сме тука, колку правиме,
да некако несвесно почнеме да покажуваме и докажуваме нашата вредност. И најверојатно веруваме дека ако се објасниме подобро, ако само бидеме уште малку подобри, неретко и посовршени, другата личност ќе се промени и ќе ни го даде тоа што ни треба. Понекогаш почнуваме да размислуваме, ама зошто не ми го дава? Дали јас не сум доволно добра, дали јас не сум дала доволно, дали нешто не гледам, што се случува со овој контакт и со овој однос. Но вистината е дека некои луѓе немаат капацитет да не сакаат на начинот на кој што нам треба и тоа не ги прави лоши, но исто така и не ги прави ни соодветни за твојата емотивна реалност во моментот. Кога во некој однос инсистираш да добиеш нешто од некој што тоа не го носи во себе, несвесно се затвараш за друг тип на поврзаност, односно се затвараш за другите личности кои што и како може да ти го дадат оно што таа личност не ти го дава. Реалноста е дека за оној тип на поврзаност што со кое што има многу напор, не значи дека не е за нас секогаш. Меѓутоа, не со сите личности вреди и треба да даваме многу напор. Не е ист напорот кој што ќе се вложи со партнер, не е ист напорот кој што ќе се вложи со родител, не е ист напорот што ќе се вложи со роднина, со браќа, сестри и не е ист напорот што ќе се вложи со пријатели, колеги, познаници и личности кои што во одреден период се околу нас. Зошто? Затоа што постои тип на врзување кој што тече без напор. Луѓе кои што реалноста е дека не бараат друга верзија од тебе, луѓе кои што те препознаваат, кои што те гледаат, кои што те вреднуваат, луѓе на кои што не треба да им викаш, да им вриштиш, да им кажуваш, да им докажуваш дека ти вредиш, дека нешто ти е потребно, дека нешто ти е важно, дека нешто е тука за тебе. Многу често личности наместо да природно нека да го обжалат односот кој што гледаат дека не им е пријатно, и мислам дека ова е една лекција која што потполно ме промени, а тоа е кога една пријателка ми прати порака на Инстаграм каде што пишува: пријател е личност со која што ти е пријатно, затоа што пријателство доаѓа од зборот прија. Тоа значи дека за да бидеме во контакт со некој, за да не може да не биде пријател, пред се треба врската да ни прија. А тоа значи дека може да бидеме целосни, можеме да бидеме ранливи, можеме да бидеме отворени, можеме да бидеме и директни и секако емпатични, можеме да се чувствуваме своји, можеме јасно да ги бараме нашите потреби, без притоа да се вложува огромен напор во таа релација. Ово го кажувам затоа што мислам дека многу често луѓето се држат, односно многу жени се држат за личности, за луѓе кои што ги сакаат, затоа што некаде се надеваат и почнуваат да анализираат што направив, како да побарам подобро, дали добро побарав. Многу често знам да добиам прашања во инбокс околу било какви релации, било да е тоа да се семејни, партнерски, пријателски. Иако пак ќе кажам, нормално е дека во партнерството ова многу повеќе треба да се вложува, затоа што тоа е веќе друга динамика на однос, тоа е веќе друг круг на личности кои што се меѓу нас и тука вреди нормално многу повеќе да се вложиме, меѓутоа доколку ние во одреден однос не добиваме реципроцитет, во одреден однос не добиваме назад, кажуваме, меѓутоа другата страна не не слуша. Бараме, другата страна или не слуша, или се прави дека не слуша, или не може да не слушне. Она кое што ни стекот на искуството го сватив и го научив е дека многу личности многу добро знаат што е оно што не го даваат, но немаат капацитет да погледнат во сопствената сенка, во сопствената нереализираност, во сопствената болка, во сопствениот потенцијал кој што некаде чека да биде отворен, и ако го видат кај друга личност, ако го видат кај тебе, најверојатно несвесно или свесно, па ќе кажам, понекогаш свесно, понекогаш несвесно, го саботираат токму она кое што е здраво и кое што е добро. И затоа ми е многу важно некаде да ти дадам и тебе дозвола, доколку гледаш дека се чувствуваш дека некаде вложуваш многу, дека постои некоја поврзаност која што не тече без напор, туку има многу напор, а при тоа тој напор не ти носи раст, туку ти носи уназадување, тогаш време е да се обкружиш со личности кои што не бараат верзија од тебе, туку те препознаваат, не бараат да се смениш, туку те гледаат и те вреднуваат таа која што си. И ова е буквално еден повик за сите жени кои што постојано држат, се надеваат, анализираат дали вреди, не вреди.
така натаму вреди. Многу често вреди, но не по секоја цена. И затоа реалноста е дека ние имаме сите право да престанеме да се бориме за внимание, затоа што во моментот кога фокусот ќе се тргне од тие што не можат, се појавуваат во наводници магично тие што можат. Не е дека тие што можат не постоеле, туку нашиот енергетски капацитет бил толку многу блокиран затоа што гледаме во она кое што го немаме наместо во она што го имаме. И затоа многу често и во законот на привлекување, и во мотивацијски видеа, и во психолошки видеа и лекции стои она: каде ти е фокусот, тоа расте. Односно, кога нешто премногу се фокусираш, не го добиваш, напротив, добиваш нешто друго. Но она што реално се случува е дека ние, фокусирајќи се на она што не го добиваме од таму каде што очекуваме дека треба во наводници да го добиеме, несвесно се затвараме за она што го добиваме од сите други протоци, да кажам, или од сите други места. И ова е нешто кое што последниве 6 месеци најмногу го научив. Кога ја правев темата за 2025 година, дел од оно кое што ми беше важно оваа година да го работаме, и тоа е едно опуштање, препуштање и прифаќање на добрите аспекти внатре и надвор, меѓутоа и прифаќање и примање од другите. Бев многу инспирирана за тоа да примам и како почна годината и така навистина почнав да примам. Што материјално, што духовно. И оние кои што ми се блиски знаат дека мојот јазик на љубовта не се подароци, и дека многу повеќе барам една квалитетна поврзаност, што за среќа ја имам и ја добивам од многу блиски личности, но многу често исто така се наоѓала во период каде што фокусот го ставам на места каде што гледам дека не можам да добијам, а јас сакам да добијам. И што е оно кое што најчесто сум го чувствувала? Зошто не го добијам? Па ќе го побарам, па одоколу ќе го побарам, па директно ќе го побарам, па ќе го кажам, па тоа ќе поминат години, може месеци и меѓутоа и години во мојот случај, тука ќе бидам искрена, да доаѓа еден момент кога едноставно гледаш дека го добиваш тоа. Меѓутоа не го добиваш од тие личности кои што во тој момент ги гледаш и ги бараш и ги сакаш, туку го добиваш од многу други личности за кои што несвесно си се затворил. За мене оваа лекција беше најзначајна и најмногу ја сватив и ја осознав кога почнав да работам на мојот енергетски капацитет и кога клиентките со кои што работам многу често работиме на нивниот енергетски капацитет и за оние несвесни места каде се трошиме, односно несвесните полиња каде многу оди фокус, каде многу оди енергија. И затоа тука сакам да те поттикнам, ти која што ме слушаш, да провериш дали можеби имаш вакви места во твојот живот, работи кои што ги сакаш од одредени личности и за жал не ги препознаваш местата и изворот од каде што ги добиваш. Верувај ми дека во моментот кога ќе ги затвориш тие пороти, тие очекувања, кога ќе престанеш да се фокусираш на оно што не го добиваш од нив, ќе ги видиш конечно сите оние личности кои што многу те сакаат, многу те вреднуваат, тука се за тебе и биле секогаш тука за тебе, само ти не си им дозволувала да се доближат. Одам на лекција број 2. Само затоа што некој нешто ти дава, не значи дека треба да го примиш. И ова, како кажав, оваа година ми беше година кога конечно најмногу работев на тоа дека не сакам само да давам, туку сакам и да примам, меѓутоа да примам без чувство дека морам да вратам или без чувство дека морам дупло да вратам, затоа што доаѓам некаде како people pleaser, некој кој што се излечил нормално, но тоа се некои работи кои што немаат крај, кои што ни стекот на животот секогаш се работат, но дефинитивно последниве 6 месеци ми донесоа мир и една јаснотија дека да, постојат луѓе кои што се тука за тебе, кои што даваат, праќаат пораки, советуваат, се трудат, праќаат подароци, сакаат да ти помогнат, ти нудат помош, ти даваат помош дури без да прашаш, но ако тоа што го даваат не резонира со тебе, не мораш да го земеш. Што сакам да кажам тука? Тука сакам да кажам дека љубовта не е валидна само затоа што е од срце. Односно дека ако тебе ти треба тишина, а другата страна ти нуди зборови, не е твоја работа да се приспособиш. Имаш право да поставиш тука граница. Најчесто, за среќа, во најголемиот број од случаите, тие што навистина те сакаат, ќе ги слушнат твоите граници, односно ќе слушнат дека имаш друга потреба и
на некој начин ќе испочитуваат твојата граница да останат тука за тебе, да биваат тука за тебе, да продолжи вашата љубов и можеби и најверојатно ќе те прашаат окей, како можам да ти помогнам или што е што ти треба што можам да ти го дадам, а не е ова. Тука има две страни од приказната, нели? Ти сакаат да ти дадат, меѓутоа твоја е некогаш да побараш што е што ти треба. Ке се изненадиш кога ќе видиш дека другата личност исто така знае многу подобро да ти го даде тоа што ти треба, а доколку не ти го даде, не е твое да го примиш само затоа што ти се нуди или пак да скокнеш да вратиш, туку имаш право и да го одбиеш. Ако тебе ти треба поддршка, а другата страна ти нуди контрола, не мора да ја прифатиш. И тука ми е многу важно да не ја мериш вредноста на односот само според намерата која што има другата страна, туку според ефектот што го има врз тебе. Ова е многу важно за жените кои што се научени да се заблагодаруваат премногу, дури кога не им е убаво, дури кога не им годи, кога се чувствуваат виновни ако кажат па не, ова не ми одговара, ова не е за мене. И ова е многу длабоко вкоренато во женската психа, да не сакам да навлагам многу длабоко, меѓутоа го гледам ова во многу други полиња од животот. Па дури и во партнерството, дури и во интимните односи со партнерите, каде што жената стравува да побара нешто поразлично, стравува да каже дека не е задоволна, дека има некако чувство, потреба за нешто различно и така натаму, да понатаму жената почнува несвесно да се гаси и во наводници налек е депресивна или незаинтересирана и така натаму, а всушност коренот е дека била благодарна и кога не е било нешто померак, да кажам, и кога се чувствувала виновна да каже не, ова не е за мене. Можеби некогаш било за мене, ама веќе не е. И оно што ми е многу важно и што сакам да те го споделам како порека е да препознаеш кога нешто не е за тебе, да не го земеш. Не затоа што не вреди, не затоа што не е дадено со љубов, не затоа што другата личност не чини и така натаму не е за тебе, туку затоа што ти вредиш доволно за да бидеш и вистински разбрана, а не само згрижена, односно не само некој да се грижи за тебе. Тука многу важно ми е да споделам дека многу често се наоѓаме и токму ние на другото место. Затоа што да, постојат луѓе што даваат многу, со добри намери, со љубов, со желба да бидат тука, со желба да му помогне на другиот. Особено доколку си емпатична, лојална, чувствителна личност. И веројатно постои еден внатрешен порив да го вреднуваш тоа, да го прифатиш, да го почитуваш и од друга страна да го дадеш, да му вратиш на другиот. Но постои оној момент кога почнува да не само да не можеш да направиш разлика, туку и кога не можеш да направиш разлика меѓу некој што на вистина те гледа и некој што дава само затоа што му е природно да дава и покрај тоа што не е соодветно. И обратно, можеби токму ти даваш таму каде што не е секојдневно. И тоа е оној дел кога го споделев, ти фали емотивна поддршка, а добиваш логика и решение. Или на некој му фали емотивна поддршка, а ти му даваш логично решение, зашто ти го гледаш тоа решение. Ти не си внатре во тој проблем. Немаш емотивна заглавеност, некаков предизвик, пречка да можеш да обработиш, да треба да пуштиш, туку ти гледаш логично решение. Треба вака и вака. И да, реалност е дека треба вака и вака. Меѓутоа, не е лесно, затоа што постои природен процес кога работите се случуваат. На дрвото му треба, односно на цвеќето, на цело растение, нели, му треба време да ја пупка некој период за да може да дојде оној, нели, му треба време, точни околности, услови, доволно светлина, доволно вода, доволно минерали во почвата за да може да расцвета. И така е со секој процес во животот. И затоа на некој му треба тишина, а ние често знаеме да кажеме чекај да ти кажам што да направиш, зашто те сакам, зашто знам како сум го минала ова, сум го направила ова. И реалноста е дека на другата страна најверојатно само и треба некој да ја слушне, без совет, без како побрзо да поминеш и така натаму, што не значи дека нема да бара. Меѓутоа ти што го слушаш овој подкаст најверојатно бараш и ова што јас ти го давам, ти можеш да се отвориш да го примиш. И од друга страна истиот овој подкаст можеш ти да го пратиш на твојата најдобра другарка затоа што знаеш дека стварно и треба, ама таа да не го изслуша и да рече сега мене оваа Елена ќе ми кажува. Како да не? И да го исклучи. И да не го слушне ова што го зборувам. Затоа што не се наоѓа во тој период кога не е потребно или затоа што не е отворена да прими било што кое што може да ја помогне. Без разлика од која причина. И пак ќе кажам, може да е најдобронамерно, но
реалноста е дека не значи дека тоа е вистинска поддршка за тебе. И затоа не е доволно само намерата. Важно е да се провери дали односот полни или празни. Многу често, без разлика дали сме и на точката каде што ти си таа што даваш, а другата страна не прима, или обратно, прима, можеби ама гледаш дека нема добра размена, затоа што примила само колку да прими, тука е многу важно да се остане свесен дека мора да имаме почит спрема другата страна и дека мора и ние да си ја почитуваме нашата страна и дека е во ред да одбиеме. И затоа ако секој пат се прилагодуваш на туѓиот начин на давање или даваш, а не примаш и не се чувствуваш убаво затоа што односно не прима другата страна, треба да провериш дали после секој разговор треба да се поправаш од тоа што го доби, да менуваш, да си благодарна, ама не се задоволна, тоа не е оно што ти треба, затоа што во тој момент целата релација станува токсична. Ова многу често го живеам и од едната и од другата страна. Мене ми е природно како психолог, психотерапевт или како некој кој што води бизнес да му дадам на некој совет, да му кажам, слушај вака, и многу ми е тешко кога другата страна не прима, а многу често наместо да продолжам да напнувам, знам да извентилирам некаде. Да се пожалам, да кажам дека ми е тешко, дека ја гледам другата личност, пати, поминуване стежина, меѓутоа тука веднаш пробувам, когнитивно да се поддржам во ред, другата страна сега не е поддржана да го направи ова, не може да го види ова, не се наоѓа на тоа место. Не сум јас вистинската личност од која што може да прими, не е отворена да прими од мене. И во тој момент сум свесна дека тоа не е ништо што е лично, тука едноставно не се наоѓа таму. Од друга страна, многу пати сум била и на другата страна. Кога другата страна сакала да ми даде совет, без да биде побаран, кога сум сакала само да искажам и да кажам кои се моите размислувања за иднината или што е нешто го размислувам, што сакам да го направам, на другата страна затоа што ме сака да скокне да ми даде, да скокне да ми помогне, меѓутоа да ми даде нешто што не ми треба. Автоматската реакција е фала многу, пробуваш да го земеш, да го имплементираш, да го направиш, меѓутоа тоа е веќе чувство на должност, како дека го правиш од должност, а не дека го правиш на вистина затоа што е твое и затоа што ти треба. Тука сакам да ти споделам неколку прашања кои што можеби може да ти помогнат во една саморефлексија. Тоа е од кои луѓе, од кои личности се чувствувам најприфатено без да морам да објаснувам многу. Кои луѓе ми даваат нешто што јас секогаш се чувствувам празно после тоа и покрај тоа што сум го примила. Што е она што ми треба, а ретко го добивам? Или дали барем си го признавам тоа? Секако стопирате ме на секое прашање и препорачувам да навистина се даде одговор на ова, за да не е ова епизода која што само од едно уво ќе влезе, од друго ќе излезе, туку ќе ти донесе реална вредност. Дали останувам во однос само затоа што некој се труди, дури и кога тоа не ме храни, па дури и понекогаш напротив многу ме троши? Дали се чувствувам виновна ако не прифатам нечие внимание или поддршка и зошто? Се надам дека овие прашања ќе те поддржат да видиш, да научиш, да не прифаќаш се и да не прифаќаш нешто само затоа што е дадено од добро место. И не секој обид за поврзување е вистинско поврзување и не секое внимание е грижа. Значи не секое давање е давање што ми прави добро. Затоа кога ќе научиш да ја правиш таа разлика, престануваш да бидеш благодарна по навика и почнуваш да бидеш автентична, да бидеш своја токму во она што ти треба. Па така, може полека да стигнем и до лекцијата број 3, која што дефинитивно најмногу ми е промени оваа година до сега. Таа е дека смиреноста не значи да се откажеш, туку дека конечно почнуваш да се слушаш, да се водиш и да биваш во контакт со себе. Не е дека ова нешто измислив топла вода, меѓутоа како јас, како моите клиенти, како искуството, едукацијата, периодите во животот кои што ми доаѓа, кои што ги минував, долго време во личниот развој и слушав, и читав, и се зборува за емоционалната интелигенција, за контрола на реакциите, за работа на себе, за постигнување на некаква си зрелост, но смиреноста не е нешто што може да се постигне со читање или со знаење, туку смиреноста е вештина која што се гради преку контактот со себе.
Контакт со себе ние немаме кога слушаме. Овој подкаст не може да е контакт со себе, може да те поттикне на контакт со себе. Меѓутоа, оно што можеби најважно го научив е дека смиреноста не е пасивност. Односно, смиреноста значи дека само не си реактивна во моментот. Зошто? Кога зборуваме за смиреност, не зборувам за тоа да молчиш, да трпиш, затоа што тоа е па една друга поларност, тоа е замрзнатост, тоа е оној момент на фриз, тоа е адаптација и тоа е маска, која што многу често ја гледам кај жените. Но смиреноста значи дека твојот нервен систем е регулиран и дека не си постојано во борба, во бегство, во паника. Значи не се смрзнуваш, не бегаш, не паничиш, не го имаш моментот на да им удоволиш на другите, да се адаптираш, туку дека си регулирана си. И во таа состојба на регулираност можеш и да дишиш, можеш и да слушаш без да прекинуваш, можеш да почувствуваш емоција без да се изгубиш во неа и можеш да направиш избор да донесеш одлука што не е водена само од потреба, од страв или пак од вина. И сето ова секако е еден след на оно претходно што го донесов, а што значи ова во пракса? Тоа значи дека не ги носиш одлуките во афект, затоа што некако моментално се чувствуваш, не кажуваш се што мислиш во моментот за да се одбраниш, затоа што многу често ова го гледам, во момент каде што наместо да има реален контакт, има одбрана, не скокаш да спасуваш, да поправаш се што не е окей или се што е страшно во моментот, секаков проблем, туку пак ја кажам, смирената личност не е таа што трпи, туку таа што одбираш кога и како ќе се вклучиш од позиција на јасност, од позиција на контакт со себе, а не од внатрешен некој импулс и порив кој што ги имаш. Кога си навистина смирена, а не само кога изгледаш смирено, а внатрешно вриеш. Ова е едно прашање кое што многу често знам да го поставувам и на клиентите, меѓутоа и на себе, да видат што значи смиреност за нив. Дали се навистина смирени? Дали моето молчење е поврзано со стабилност или пак со страв од конфликт? Затоа што многу често гледам дека личности стравуваат да и остануваат во наводници смирени, а тоа всушност е замрзнатост, затоа што стравуваат од конфликт, од оно што следи, од промена на последиците. Во кои ситуации ти се активира оваа автоматска реакција? И што ти недостига? Односно, дали го поврзувам смиреното однесување со губење на моќта или пак со доказ на зрелост. Реалноста е дека смиреноста ја менува динамиката во односите и кога не реагираш веднаш, другата личност почнува да се соочува и со себе, а не само со твојата одбрана. Ова често се случува во конфликт, кога напаѓаме и другата личност нема време да се смири, и нема време да се соочи со себе, со оно кое што го сгрешила или не мора да е сгрешила, без разлика, било каква реакција на незината акција, последица која што се случува, туку е во контакт да се брани затоа што ти ја напаѓаш. Или обратно, ако ти се браниш, таа не може да е во контакт со себе и да се соочи со себе, туку со твојата одбрана, која што некогаш знае да е повлекување или па може да е помалку агресивна и во тој случај да се брани и самата од тебе. Реалноста е дека кога не се објаснуваш, го покажуваш својот интегритет. И кога не се плашиш од таа една непријатна тишина, оној простор, што се случува, знае да е многу тежок, стресен, да носи возбуда, анксиозност и така натаму, тек тогаш се создава простор за вистински разговор. И овој момент, кога сватив дека смиреноста е нешто кое што е многу важно и дека колку и да се работи на себе, колку и да се оди напред, колку и да се учи, едуцира, грижиш за себе, грижиш за другите, ама не знам што се не, на секој поле да бидеш успешен и така натаму, дека прво нешто и најважно што е потребно е да се смириш. Да можеш да видиш што е твое, што е на другиот, да можеш да бидеш во тој вистински контакт со себе, да го стишиш оној хаос кој што внатре се случува, затоа што реалноста е дека смиреноста не е на крајна точка на некоја духовна еволуција, па сега тука завршува, туку тоа е на одлука, да не се изгубиш во другите, да не реагираш од старите рани, да не ги минуваш границите само затоа што некој не ги разбира. И сватив дека буквално смиреноста е една лидерска вештина, затоа што само кога си смирен можеш да водиш прво себе, а потоа и другите. И токму од оваа лекција најверојатно и настана мојата желба да направам еден вебинар
каде што ќе можам тоа и на другите да им го донесам. Како го направив? Што е она што го имам учено до сега? Како изгледа цела таа физиологија, значи што се случува во организмот, што е телесно, што е духовно, што е ментално, како може да се постигне, да се стигне како начин на живот, а не како, окей, смири се. Верувам дека многу пати некој ти кажал смири се, и кога некој ќе ти каже смири се, а ти си во немир, уште поголем е немирот. Затоа што кога некој ја блокира емоцијата која што ја чувствуваме, таа станува како вулкан, буквално ерупција настанува. На мало дете, кога ќе му кажеш добро смири се сега, тоа уште повеќе почнува да плаче. Да, природно е да кажеме смири се и во ред да донесеме момент на смири се, затоа што и самиот збор смири се е во ред, тука сум до тебе е умирувачки, значи е нешто кое што не смирува, кое што ни помага, но исто така знае понекогаш да биде несвесна блокада, односно забрана за тоа да бидеме во немир. Во тек е пријавување за вебинарот Смирена за оние жени кои што се уморни од тоа да реагираат и да се бранат или пак да се распаѓаат натре, да изгледаат секогаш добро од надвор, меѓутоа внатре да постои тој хаос за кој што не знаат како да го решат. И доколку ти требаат одговори и ти треба поддршка и помош да дојдеш во контакт со себе, телото се уште ти реагира како да си во опасност и покрај тоа што си средила многу работи. И ако сакаш да научиш како да се регулираш, како да се враќаш полека во себе, во тело, како да не се изгубиш во секоја твоја емоција, Смирена е нешто кое што може многу да те поддржи. Линкот за пријава е во биографијата на мојот профил на Инстаграм, а ќе гледам да го ставам некаде и тука на подкастот. Секако можеш да го најдеш и на мојата веб страна www.elenadjeber.com, каде што во секцијата програми има место каде што можеш да го видиш целиот програм, а јас се радувам на овој вебинар многу, затоа што и досега дефинитивно е нешто кое што беше најбарано од вас и пријавувањето се надевам дека сите оние кои што се пријавивте, се надевам дека ќе успеете да онаа лекција која што јас ја научив, ја научите и вие, да може да имплементирате понатаму и пошироко на вашите блиски, на вашите деца пред се, партнери, семејства, пријателства и пошироко. Ви благодарам што останавте до крај на оваа епизода. Пак ќе кажам, за мене оваа епизода е многу голема радост, затоа што е јублејна, 200, и уште малку овој подкаст ќе има 3-цифрена бројка на епизоди. Тоа се многу и многу часови на личен раст и развој, на споделување, на ранливост, на голема вредност, едукативно, инспиративна. И се надевам дека ќе ви служи и понатаму ќе ви служам оноку колку што можам. И секако доколку имате некои теми, прашања кои што ви се важни, значени, слободно секогаш може да ми пишете, да ми поставите прашање. Поздрав и се слушаме во наредната епизода.